ВМРО ДПМН е подготвено на избори во секое време, но оние кои бегаат од соочување се токму функционерите на власта, која се плаши дека мора да одговара за криминалите и корупцијата, па бегајќи од последиците, се подготвени да тргнат против сите нивни неистомисленици, па дури и кон него, е пораката која ја упати лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, кој посочи дека е свесен за предизвиците со кои се соочува партијата и дека има разработено јасен план во консултација со неговите соработници. Имам јасен план разработено во соработка со луѓе со кои што сум се консултирал, ќе го оставам. Јас сум свесен дека можеби и до тоа да дојде. Сум разговарал и со луѓето кои што се од моето семејство, дека од Зоран Заев и тие околу него се може да се очекува, па може и тоа да се очекува да дојдат да ме приведат. Еве ова нека биде и апел до оние луѓе кои што се врткараат од една специјална единица на Министерството за внатрешни работи изминативе денови околу мојава куќа со изговор дека се тука да го наблюдуваат училишниот двор на училиштето кое што е во непосредна близина на мојот дом. Јас сум подготвен и тука нема никаква дилема дека знам која е целта на оваа деспотска власт. Токму корупцијата и криминалот на власта е причина поради која што државата е казната со недавањето на датум за преговори за членство во Европската унија, вели Мицковски. Тој посочи дека тие како партија даваат се од себе за да помогнат во овој процес и лобираат и кај нивните сестрински партии за Македонија да го добие долго очекуваниот датум. Треба да им стане конечно јасно зошто ние во суштина не добивме ова лето преговори, јасна дата за преговори. Треба да им стане јасно кога доаѓаат критиките од меѓународната заедница дека едно е како сето тоа изгледа на хартија, а друго е како сето тоа се применува. Еве видовме како се применува или не применува или се злоупотребува во пракса и сега можам да ви редам безброј такви случаи. Јас бев во една сериозна европска метропола, лобирав таму кај нашите сестрински партии, разговаравме. Исто така делегација од ВМРО ДПМН предводена од потпредседателот и двајцата меѓународни секретари Муцунски, Ѓорчев, Николовски ја предводеше на парламентарното собрание на Европската народна партија во Брисел. Исто така таа посета искористи за да лобира кај нашите сестрински партии. Председателот на ВМРО ДПМН Мицкоски посочи дека на сите граѓани, оние кои се разочарани од власта на СДСМ, но се уште не го гледаат ВМРО ДПМН како алтернатива, им должи една победа, односно како што рече, победа во тежок маратон. Победата не треба да биде победа која што ќе остави простор за понатамошен постизборен инженеринг. Тоа треба да биде победа која што ќе забетонира една идна власт, реформска власт, власт која што ќе донесе Македонија во подобри времиња и власт која што ќе одведе Македонија во подобри години. Првиот човек на опозицијата предупреди од катастрофални состојби во економијата, односно историски најлоши бројки во делот на странски инвестиции, очена реализација на капиталните инвестиции, продолжување на негативниот тренд на приходната страна во буџетот. Тој исто така посочи и дека Заев во никој случај не смее да раководи со народните пари.